Управувањето со комуналното заедничко домување во Штип е неорганизирано и нерегулирано. Со повеќе од 400 влезови во стамбени згради во Штип управуваат 3 компании на кои граѓаните постојано имаат реакции, бидејќи остануваат без услугите за кои плаќаат. Не може без регулирана цена граѓаните да добиваат фактури за одржување или за нови инвестиции во рамки на колективните згради. Сето ова мора да биде исконтролирано за да не дозволиме во иднина да имаме злоупотреби од страна на приватните компании кои се оператори, управители на згради и од друга страна граѓаните пак да немаат колективна и законска обврска и одговорност во рамки на едно колективно и заедничко домување. Во оваа насока Јорданов изнесува: Искомунициравме веќе со регулаторна комисија за домување, која што на следна седница на управен одбор на ЗЕЛС ќе практично се отвори оваа тема и ова прашање за да се утврди цената која граѓаните ја плаќаат кон приватните управители на колективните згради. Од друга страна, исто така, граѓаните треба да бидат информирани за правата и обврските кои ги имаат во едно колективно домување. Затоа што на дневна основа се случува да имаме причинско-последични работи кои оставаат цели населби без вода или пак ја загрозуваат безбедноста на станарите во рамки на едно колективно домување кое што во 21. век не смее да се дозволи. Општината ја превзема улогата на посредник меѓу управителите и граѓаните. Со оглед на тоа што се приватен имот, се обврска на управителите на овие стамбени згради и општина Штип, ниту јавните комунални претпријатија немаат законска можност да реконструираат во внатрешноста на нечиј приватен имот. Туку имаме надлежност да бидеме посредници помеѓу граѓаните и управителите. Од друга страна, стоиме на располагање како институција да ги заштитиме граѓаните од нелојална конкуренција и од нерегулирани пазарни цени кои тие ги плаќаат кон управителите и приватните компании кои по закон се одржувачи на колективните згради. Во интерес на граѓаните и превенција на потенцијалните проблеми, Јорданов најави: И дополнително, преку јавното комунално претпријатие ќе инвестираме секоја колективна единица, зграда, да има посебен вентил и посебни инсталации кои, кога ќе има некаков проблем поврзано со внатрешноста на колективната зграда, да тој проблем се изолира од останатите згради, населби на територија на општина Штип и така во иднина да се решува проблемот кога имаме вакви настанати состојби заради застарената инсталација во одреден приватен имот, во конкретниот случај колективни стамбени згради. Во периодот што следи, односно од следните неколку денови, инспектори за домување во соработка со општина Штип ќе бидат постојано присутни и ќе ја контролираат во сите сегменти соработката, односно обврските и на управителите за домување и на станарите.